Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Сина и Светлиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестры, Христос се преобрази. Вистина се преобрази. Христос се преобрази. Вистина се преобрази. Христос се преобрази. Вистина се преобрази. Денешното евангелско четиво напишано od раката на Светиот апостол и евангелист Матеј, како и секое друго, впрочем, евангелско четиво не соочува со некои глабински копови во нашиот внатрешен човек, за кого што Свети Серафим Саровски на едно место вели дека е човек на срцето, духовен човек. И тој човек, за да е жив и да расте по мерата Христова однатре во нас, потребно е да живее така што ќе ги исполнува сите евангелски правила и закони на живење во Светата Црква Божја. Тогаш, кога тој човек во нас ќе престане на тој начин да му се приближува на Христа Господа, ќе почне пополека тивко, но незапирливо да умре. Најдрастичен пример за тоа е денешното Свето Евангелие и евангелските јунаци за кои што станува збор во нив. Имаме еден Господар, имаме двајца негови слуги. Следните ликови се другарите на двајцата слуги за кои што зборува Христос. Господар решил во своето царство да ги расчисти сите должнички односи. И затоа еден по еден почнал да ги повикува сите должници, за да ги израмни со нив долгови. Првиот од нив бил еден од неговите слуги. Тој, браќа и сестри, на својот Господар му должел огромна сума. Во тогашни пари 10.000 таланти. Овој не можел да му ги врати тие огромни пари. А за да ги врати, требало Господарот него, жена му, неговите деца и се што имал од имотот недвижен да ги прода. Господарот да ги прода. И тогаш големиот должник на Господарот падал на коле и почел да го моли, ако е можно, да го одолжи времето на исплата, бидејќи во моментов не бил способен за тоа. И плачел и го молел. И Господарот се сожалил над него. И не само што му го продолжил времето, туку воопшто долгот му го укина. И го пуштил слободен да се врати дома, кај својата жена, кај своите деца, без страх дека ќе биде затваран или продаван. Само што излего
isti od toj sluga, nadvor od dvorecot na svoj gospodar, se sretno s jedan drug sluga na gospodarot, ko što na ovoj prvio mu dožel samo 100 penici. Ako talantite se najkrupni pari v to vreme, penezite se najsitni pari v to vreme. 100, za razlika od 10.000 na prvi. I ovo je mu skoknal, mu hvatio za guša i barao, vedno da mu ne vrati. Ovo je padnal na kolen i go molil, da mu go odloži vremето na odložuvanje, vidite, nema go momentu da mu vrati. No ovo je popuštao. Go odnesao go sud i go zatvorio za 100 penici. Svedoci na toj nastan bile njivnite drugari, koji što bile prijatelji na gospodara. Ne može ti da go izdrža takvi nečovečki odnos ko njivni od zajednički drugar otišle i sve podrobno mu raskažale na gospodaru. I toga je gospodar pobjegao, go iskara i mu kažao da od njega očekuvao so drugar mu da postapi isto kako što toj gospodar postapio sa njegom, da mu go prosti dolgo. A ti što napravi, go vrli go temnica, go zatvor. I videći, čovjek od ne pokažao troška milost, gospodar odrešio da mu go zapiše dogod za sekogaš i da se pokrene sudskata postupka za njego. A to značiše prodažba vorobje i zatvaranje vo zatvor, sve dodeka ne se razdruži sa svojom gospodom. Takva je prikaskata što Hristos im je raskaža na svojite učenici. No kako i sekogaš, prikaskite što Hristos gi kažuva za sebe krijat, ne slute ni sodržini. Dok što se doaja, so pomož na molitvata i dlaboki poniranja vo sveštenjata misla na crkvu. Gospodar od veke nasetivte bi bil sami od Gospod, ko što se ni dava i se ni prošta. Koliko među nas bi se našli volikot na dolžnikot od 10.000? Talant. 10.000 talanti se 10.000 grevovi voli. Simbolički, kažem. I to je gospodar na naš život velikodušno ni gi prošti. A mi ne smo sposobni na naš brat stote grevovi da mu gi prostime što gi napravil kod nas ili kod druge to okolo nas. Evo toj slučaj evangelista zaključuva kega Hristos so takvite, ke postapi isto kako gospodar go prikaskata so slugata što dožel 10.000 penici. So sekoj onoj ke postapi taka, ko što nema da sobere sili, a to se sili na ljubovta, da mu gi prosti grevovite na svoj bližnji.
braća i sestri. Na ta istina niko od nas ne može da ih pogleda. Da se naučimo jednaš za sekogaš, da proštevaš, za da ne bide prosteno od Boga. Po mnogo evangelskih četiva to nije toliko tako, eksplicitno izrečeno. Na onoj ko što nema sili da prosti, nema da mu bide prosteno. A onoj što ne prošteva, sebe si, mu se pretpostavlja na drugi od za kriteriju. Ne gledajki se sebe si, izvalkan do prekuguša, v blato to od sobstveni od greh. Ne ja gledata v oko to svoje, no rastkite v oko to na drugi. Se onesposobil pravilno da gi ocenува духовните состойби, однатре во себе си и уште помалку, однатре во другиот крај себе си. И затоа е некадарен да донесе судбоносната одлука да им прости на сите се, онака како што Господ ни проштева на сите се, и мене, и на сите околу. Така измирени меѓу себе во Господа, ќе влезиме во царството на троедниот Бог. Амин.